Што прават македонските правосудни, истражни органи, ако други земји успеваат да видат корупција во Македонија, а нашите институции не? Ова прашање го поставуваат поголем дел од аналитичарите, коментирајќи ја одлуката на САД, Струшкиот градоначалник и неговото семејство да се најдат на црната листа на Америка. Најстрашно е што ние имаме потреба некој да не потсетува дека треба да се работи работата за која институциите се платени, односно дека Стејт департментот треба да каже дека во Македонија имаме корупција, за властите да се фатат за работа, сметат дел од познавачите. Сладјана Тасева од Transparency International за Алфа вели дека оваа ситуација треба да не загрижи, оти корупцијата е пред нашите очи, ама во Македонија се уште постои мешање на политиката во работата на институциите и затоа имаме состојба на недопирливост на одредена група на лица. Првата реакција на секој граѓанин во Македонија би требало да биде а што правиме ние за тоа. Значи се уште кај нас е присутна состојбата на заштитеност и недопирливост на носителите на високи функции, иако многу пати е укажувано и граѓаните ги гледаат. Действијата се очигледни затоа што не се прави никаков напор ни да се прикријат коруптивните однесувања, затоа што се знае дека нема институција што би можела било што да направи за тоа, пред се поради мешање на политиката и поради заробеноста на државата и на институциите. Поранешниот антикорупционер Војслав Зафировски вели дека треба да се поздрави реакцијата на САД, но треба и некој да понесе одговорност, оти како што вели тој, никој не ги чепка луѓето од власта кои се учесници на корупција од највисоко ниво. Ова е работа на институциите на Република Македонија. Да, добро е што сме поттикнати, добро е што ги потсетуваат дека корупцијата ни се случува пред носот, дека во неа се вклучени луѓе од власта, а се разбира најголемата одговорност треба да падне на луѓето кои 20 години не се мрднаа од власта, 20 години се учесници во разни тендери, во разни скандали, меѓутоа македонското правосудство едноставно е немо. Мерко не е првиот човек кој е дел од власта во Македонија, а да е на црната листа на Америка. На листата на санкции на одделот за финансии на САД се наоѓаат и 3 лица кои се уште се дел од актуелната власт.